Добро утро, поздрав од Момин поток. Се наоѓаме, како што споменавте, пунктот за бездомници. Добро утро ќе кажам на Драгана Лазаревска, координатор на пунктот за бездомници. Навистина, во овие минусни температури го отворивте и веќе работите, имате бездомници. Каква е состојбата? Добро утро и од мене и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Како што кажавте, се наоѓаме моментално во пунктот за бездомници, едно уникатно место во градот Скопје, отворено од 2008 година и веќе 15 години успешно ја дава потребната помош и поддршка на една од најзагрозените категории на лица, бездомниците во градот Скопје. Пунктот за бездомници е место каде што се даваат голем број на сервисни услуги. Тоа значи дека бездомните лица во текот на целата година може да добијат топол напиток, топол оброк, медикаменти, консултативен советодавен разговор со доктор, социјален работник, психолог. Исто така добиваат и третман против шугавост и вошливост и може да остаат нечистата облека да им се испери, да изземат нова чиста облека. Како што кажавме, во моментов функционира и стационарниот дел, односно на привременото прифатилиште, кое што е отворено непосредно пред Нова година на 31 декември и сите денови наваму до овој период сме отворени со дежурни екипи на терен за да лоцираат бездомно лица. Токму тоа сакав да ве прашам, како оди комуникацијата, како доаѓате до бездомниците? Можеби некои се на терен не знаат контакт на вашата веб страна, меѓутоа верувам дека и имате координација со ваши волонтери екипи што се на терен во овие минусни температури. Токму така, значи, тимот би бил целосен се доколку се состои од социјален работник, доктор и психолог и веќе 15 години наназад овој тим функционира добро, квалитетно и посветено конкретно кон оваа целна група во градот Скопје. Детектирањето оди од страна на мултидисциплинарниот тим кој што одблиску ги детектира бездомниците на скопските градски улици, но има и такви запуштени места, да ги речеме оние руралните, малце попериферните делови од градот Скопје, каде што тогаш ни дојавуваат, овие места ги дојавуваат секако оние совесни хумани граѓани кои што на пат до работа или да речеме при движење ги забележуваат овие бездомни лица и постојат телефонски линии, тоа е мобилната линија 071 733 171, каде што сите овие совесни хумани граѓани може да ги дојават овие бездомни лица кои што се малце во позапуштените делови од градот Скопје, а во централните делови, односно централното градско подрачје, тука постои тимот кој што секако во студениот, во екстремно ниските температури излегува и ја прави онаа прва проценка и детектирање на бездомниците за да ги процени нивните потреби во тој момент и да им понуди едно топло место, односно згрижување во најстудениот период. Транспортот е важен, нели? Секако, да, сите 15 години транспортот е на Црвениот крст на град Скопје, односно на пунктот, си има секако и тука шофер, си има и мултидисциплинарен тим кој што е стручен за да работи конкретно со оваа целна група. Значи не оставаме секако бездомниците да бидат оставени на милост или немилост, да се снаоѓаат како да доаѓаат до тука. Затоа што секако пунктот не е во центарот, па за да ми е нив некако полесно, имаме патролно возило кое што во секое време може да земе бездомно лице и да биде донесено во пунктот за бездомници. Имате соработка и вие сте под, односно Црвен крст на град Скопје, меѓутоа и со стационарот што не е во оваа близина, меѓутоа и под Министерството за труд и социјална работа, се наоѓа Чешино село, рековте, и ме интересира дали имате соработка, затоа што сепак се работи за човечки фактор, минусни температури и дополнително прашање, дали оној кој што сака да донира топла облека и се што спаѓа помош во зимски услови може да се обрати кај вас и каде се да однесат оние што навистина сакаат да помогнат. Црвениот крст не би бил Црвен крст како организација доколку не постои мрежување, односно градење на квалитетни добри партнерства и соработки. Така да 15 години сме во една добра комуникација и контакт со сите тие одговорни лица, односно менаџментот и од Центар за социјална работа на градот Скопје и од пунктот за бездомници, односно оној кој што е државниот Чичино село кој што е под капа на Министерство за труд. Имаме одлична соработка и комуникација и со координаторот од Чичино село
село, мислам само пофални зборови до целиот менеджмент на Центар социјална работа и Чичино село. Тоа е една нераскинлив дел од функционирањето, затоа што реално сите оние, да речеме, предизвици кои што ќе дојдат и во нашето работење, во нивното работење, секако ги решаваме како колеги, како еден мултидисциплинарен тим сите овие години наназад, па наоѓаме едно заеднички решение за било кое бездомно лице кое што ќе се појави како специфичен случај. Во однос на донациите, секое лице кое што има желба и работи кои што сака да ги донира, во секое време може да донесе топла облека, храна, медикаменти, суплементи, чевли, долен веш секојаш за бездомниците тоа им е најпотребно и може да го направат тоа од понеделник до петок од 8 часа до 4 тука во пунктот за бездомници. Вие како координатор и претходно во неврзан разговор ми кажавте дека се грижите покрај тоа што да ги згрижите, основната дејност, меѓутоа работите на нив и доколку има можност некој да се вработи, односно да ги буквално во државата, во градот, каде што ќе има можност да им помогнете на друг начин, од социјален аспект. Така, значи, првичната мисија, односно заложбата на пунктот за бездомници е пред се да им се задоволат оние елементарни потреби, односно храна, бањање, да речеме медикаменти, прегледи, асистенција до медицински и социјални установи. Тоа се прави од страна на стручниот тим, но мислам дека излегувањето, односно недржењето на бездомниците во оваа состојба во која што се наоѓаат во состојбата на бездомништво, не сакаме да оставиме така, да стојат со години, затоа што реално тоа се врзани и за Црвениот крст и за целиот систем кој што функционира во државава. Успешноста и односно успешната реинтеграција и ресоциализација на бездомните лица би било за да излезат од пунктот за бездомници како независни граѓани на Република Северна Македонија, па така Црвениот крст веќе години наназад ги внимава и на овој дел, односно на нивното вработување и правење од тие бездомни лица независни лица, така да веќе имаме во најава едно вработување сега на почетокот на март, проценката за нивните афинитети, односно градење на тоа лице како независно лице и креирање на индивидуален план за развој и вработување го прави конкретно социјалниот работник, така да социјалниот работник ги проценува нивните афинитети, способности, квалитети, ги проценува сите оние минати искуства, односно работни искуства и ги мечира со активните огласи кои што се наоѓаат на пазарот на труд и ги поврзува со, да речеме, со нивните афинитети и со огласот кој што е во моментот активен и доколку се најде едно НЗС, тогаш тоа лице ќе биде и успешно вработено. Одлично, многу ми е драго што ја кажавте оваа информација. Да се вратиме зошто сме дојдени, уште еднаш да потсетиме секој оној кој што сака да помогне со храна, со облека, со лекови, може тоа да го стори како што кажавте. Верувам дека колку ќе останат зависи од временските услови. Секако, бездомниците тука имаат можност да останат 24 часа. Објектот кој што е позади нас се води како привремено прифатилиште, сме отворени од 31 декември. Се додека траат екстремно ниските температури, ние ќе бидеме отворени, ќе бидеме тука на располагање на бездомниците. Ви благодарам за директното учество во утринската програма на Македонската телевизија и за информациите што навистина се неопходни за целосната јавност. Ви благодарам.